Ола, знаете се бале бев на систематски преглед од работа и со докторот се немаме оддамна видено, или оддамна, подолг период. И ме гледа и ми вика: браво Бојана, одлично се држиш, одлично изгледаш. А и знаете, сега си правам шейк и си вика, и стварно е браво. Кога ќе помислам дека година и пол, скоро 2 години, се борам, да не кажам се мачам, ама се борам со пременопаузата, со обилни крварања, со осцилации, со хормоните, со шо уште не, искрено да ви кажам. Дали некогаш ми било потешко или полесно за да одржавам некоја килажа? Да. Дали во е мојот најтежок период? Да. Значи, моите последни година и пол до 2 години ми се најтежок период на одржавање на мојата килажа. Значи, не станува збор за да се поправиш или да ослабнеш, едноставно да го држиш здравјето и енергијата. Тие што поминале тешка пременопауза знаат како е. Тие што пиеле некогаш хормонална терапија знаат како е, без разлика за која цел или било каква борба ако имате, пошто знам дека секој си има своја борба. И не е поентата дека ќе биде полесно. Туку поентата е дека ќе стекнеш повеќе вештини. Ќе стекнеш повеќе дисциплина, ќе стекнеш повеќе знање и ќе научиш која храна ти го држе мозокот, која храна ти ја држе снагата, енергијата и здравјето. И кога ќе ме прашат колку време трае некоја диета, нема време, дечки. Значи, нема време за ти да дојдеш до твоите идеална килажа. Без разлика дали сакаш да намалиш или да зголемиш. Нема време, тоа е за цел живот. Не знам како да ви го објаснам вас. Значи, претходно и јас сум била таму, може би пред 7 години, пред да почнам со Herbalife да јадам. Еве го и тука ми е. Значи, во е нешто што ме држе у пременопаузата. Значи, и не е само тоа, туку и здравата храна. Овошје, зеленчук, здрава храна, кај што треба да внесиш доволно нутриенти, протеини, макронутриенти и се, и витамини, за да можеш да се одржиш на едно убаво ниво. Нема време траење. Значи, порано и јас сум мислела дека ајде сега ќе држам диета месец, 2, 3, ќе дојдам у таа форма што сакам и после како ми е што вика куршум учело и збогом мајко. И после си правиш што сакаш. Не си правиш што сакаш. Посебно како минат годините, се повеќе треба да почнеш да внимаваш, се повеќе да внесуваш протеини, аминокиселини, здрава храна, се повеќе треба да јадиш овошје, зеленчук, свеж зеленчук. Баш едно видео што го слушав, вика: ако твојата храна не се умножува сама од себе, значи тогаш е мртва храна и тогаш не се храниш здраво. Значи, треба да имаш се повеќе жива храна што се умножува само од себе. Значи, јадиш чушката, пиперката, семињата од унатре ги садиш и ти растат нови чушки, неготински чушки. Мора да имаме поддршка, пошто имаме сега многу брз и многу активен живот и многу живот со дистракции и со се и се што. И заради тоа се добрата суплементација или како што вика Маре, поздрав до Маре, астронаутска храна. Мора да имаме до нас астронаутска храна ако сакаме да си помогнеме себе си. Иначе без астронаутска храна не. Верувајте ми. Ви посакувам да си го постигнете тоа што најнуку сакате.